Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН знае да владее само со закани и уцени. Тоа веќе не поминува. Ставот на СДСМ и коалиционите партнери е кристално јасен. Оставките на пратениците од опозицијата се депонирани пред 4 месеци во собранието, откако Велјановски и власта насила ги верификуваа нашите мандати. Оставките се кај него и нека престане да се заканува и да поставува ултиматуми. Ние, пратениците од опозицијата, му укажуваме на Велјановски дека не мора да чека до 8 октомври, може кога сака да ги верификува нашите оставки. Пратениците на опозицијата не ги прифатија пратеничките мандати и не учествуваат во работата на собранието, се додека не се создадат услови за враќање на демократијата и одржување на фер и демократски избори. Ова се одлуки донесени на највисоките тела на опозиционите партнери на кои што остануваме и понатаму. Ви благодарам. Дали имате прашање? Имаше најава за нова рунда преговори со ВМРО-ДПМН, вчера имате извршени, дали е формиран тимот за преговори? Значи, ние сме спремни за диалог и тоа постојано го истакнуваме. СДСМ е спремна веднаш да почне преговори, доколку власта покаже спремност да разговара за сите 5 теми кои што ги отворивме како значајни теми за враќање на демократијата и одржување на фер и демократски избори. Има ли веќе контакти? Значи, ние постојано ја покажуваме нашата спремност, ние и јавно деклариравме дека сме спремни да отвориме диалог, но кај власта не гледаме спремност да се разговара за сите 5 теми. Да влегуваме во диалог или во преговори кои што ќе значат продуцирање на нова палома хартија, овој пат навистина немаме намера. Ни треба суштински диалог за суштински теми кои што ќе дадат резултати. Значи, нашата спремност и јасно е искажана, ние сме постојано во контакт со представници од меѓународната заедница, каде што ги образложуваме нашите барања, каде што го кажуваме нашиот став за изборите и можам да ви кажам дека го делиме ставот дека овие избори кои што поминаа не беа својствени на земји со развиена демократија, така што од тој аспект наоѓаме разбирање за одредени аргументи кои што се истакнуваат во прилог на нашите барања. Се додека кога ќе видиме спремност да се разговара за сите 5 теми, навистина е небитно дали ќе ја наречете техничка влада, дали ќе ја наречете експертска влада, дали ќе ја наречете поширока влада, значи коалициона, концентрациона или влада на национално единство, имињата воопшто не се битни. Битно е да создадеме гаранции за создавање на фер и демократски избори. Значи, ние како опозиција сме спремни да разговараме да се подобрат условите во оваа земја. Нашата одговорност е да го кренеме гласот за она што значи неправилност, она што значи нарушување на демократските процеси во Македонија, она што значи не фер и недемократски избори. Ние на тоа укажуваме и предупредуваме. Така што одговорноста за состојбите, вакви какви што се во рацете на власта. Власта треба да покаже елементарни услови и елементарна спремност за да се разговара за овие теми и да се најдат решенија. Не заради опозицијата, не заради незе, туку заради доброто на граѓаните и заради иднината на оваа земја. Ние вчера имавме состанок на извршниот одбор заедно со пратеничката група. Овој став кој што денеска ви го продуцирам е практично излезен од тој состанок каде што пратениците уште еднаш побараа од извршниот одбор јасно да биде истакнат ставот дека остануваме и тие остануваат доследни на барањата кои што се донесени на највисоките органи на партијата.